На помалку од 3 километри од центарот на главниот град, во скопската населба Карпаш, од десната страна на реката Вардар се наоѓа оваа дива депонија. Овде може да се види се она што некому не му било потребно во неговиот дом. Стар мебел, санитарија, стакло, стари гуми, пластика и најразличен отпад. Ова е само една од многуте диви депонии на кои што сме сведоци во нашата земја и ја загрозуваат животната средина. Отпадот на различни начини негативно влијае врз животната средина и здравјето на луѓето. Ги загадува водите, почвата, воздухот, затоа е важно соодветно да се постапува со отпадот. Тој завршува на депониите, каде што како мешан, уште толку негативно влијае, ги загадува долу водите, што се подземните води под депонијата, создава гасови кои што се лесно запаливи, па го имаме проблемот со запалување, само запалување на депониите, кои што во лето сериозно создава проблеми. Имавме дури протести од страна на граѓаните за да се решат тие проблеми. Работата е што многу е поевтино да се селектира и да се спречи отпадот да заврши мешано, како мешан отпад на депонијата, отколку после да се решава. После е многу скап и има многу голема опасност. И затоа сега тие депонии што ние ги имаме создадено, потребни се многу средства за тие соодветно да се третираат, за да не создаваат, да не се самозапалуваат. Многу поскапо начини. А тие самозапалување буквално стануваат на тие депонии најголем загадувач на воздухот. И буквално имаме градови, па дури во туристичките места, како што е Струга, каде што граѓаните едно 3 месеци имаат сериозни проблеми да дишат и има сериозен број на проблеми со дишните патишта и така натаму со луѓето кои што живеат во околините на тие депонии. Затоа многу е битно ние како општество да соодветно создадеме системи кои што ќе овозможат соодветна селекција на отпадот, да се размислува како тој да се намали и како тој да не заврши на депониите. Јосифовски смета дека за да се подигне свеста за селекција потребна е едукација уште од најрана возраст кај децата во градинките и во училиштата, но и секој со личен пример да им покаже на децата како се селектира и како придонесуваме за почиста животна средина благодарение на селекцијата на отпад. Дека дел од граѓаните сакаат да придонесат за здрава животна средина покажуваат и статистиките на Националниот оператор за отпад од пакување во последните 15 години, кои од година во година собираат повеќе рециклиран отпад. Но како што посочува заменик извршниот директор на Пакомак Ико Бердаровски, се соочуваат со проблем кога станува збор за собирањето на рециклираниот отпад, односно координација помеѓу нив и градот Скопје. Соработката со јавното претпријатие за комунален отпад не е на соодветно ниво, на кое што очекуваат тие, но и граѓаните. Има поставено контејнери кои што се за селективно собирање на амбалажен отпад, за кои што Пакомак нема соодветна опрема за истите да ги сервисира и да ги празни. Тие контејнери финансиски се поддржани пред 4-5 години кога се поставува од Пакомак во соработка со градот. Градот има набавено соодветни возила, кои што претпоставам дека веќе не се во функција, бидејќи гледаме постојано слика со преполни контејнери, кои што, пак ќе повторам, ние немаме соодветна техничка опрема да ги празниме, а не сме добиле ни повратен одговор за истите да ги замениме со контејнери кои што би биле функционални за истата намена, кои што ние би ги празнеле со возилата кои што ги имаме. Со останатите општини имаат соработка и возилата на Пакомак ги празнат контејнерите. Оттаму очекуваат да се подигне нивото на соработка со градот Скопје и да се направат подолгорочни планови за тоа како ќе се одвива празнењето и сервисирањето на контејнерите. Мора да им створиме услови на граѓаните и со личен пример, со позитивни примери, да со јавни настапи да кажуваме дека тоа треба да се селектира, треба правилно да се одложува, па да се пофалиме колку од нашиот град сме собрале амбалажен отпад, колку истиот се рециклирал. Значи тоа е еден процес кој што трае 365 дена во годината. Околу 40% од граѓаните сакаат да селектираат, но реакциите се дека немаат соодветни услови и можности тоа што го селектираат дома да го одложат во контејнерите. И дополнително не веруваат во системот дека се она што ќе го селектираат, мислат дека завршува на исто место со комуналниот отпад. Потребна е транспарентност од претпријатијата кои што го собираат отпадот, да кажат колку е собрано, колку е однесено на рециклирање. Значи, ние такви информации и такви бројки
не сме виделе во делот кој што ние не го работиме. Она што го работиме јавно и транспарентно го кажуваме. Толку шишиња собрани со повратните вендинг машини, толку стакло собрано од контејнерите на национално ниво, толку пластика, толку хартија. Меѓутоа, во нашиот главен град е малце поинаква сликата. Споро оди тој процес на едукација на граѓаните, меѓутоа оној што еднаш ќе реши да селектира, не треба да го одвратиме со полни садови, туку треба да има услови, она што веќе почнал да го селектира, секој ден да може да го одложи во добро сервисирани, навремено сервисирани контејнери и повратни вендинг машини, оние што ги ставаме во маркетите. Треба уште многу да се работи на едукацијата на несовесните граѓани кои што го оставаат отпадот на места кои што не се соодветни за тоа. Оваа година ќе бидат собрани околу 35.000 тони амбалажен отпад кој нема да заврши на депонија, односно ќе заврши на рециклирање. Иако има многу машини и контејнери за селектирање на отпад, за жал дел од граѓаните одлучуваат отпадот да го остават на дива депонија.